Во Словенија и во Германија цените на храната драстично паднаа. Некои производи се намалени за дури 50%. Во последните 6 месеци поевтинија месото и месните производи, рибата, замрзнатите производи, потоа млечните производи, маслото, тестенините, брашното, овошјето и зеленчукот. Словенечките ланци на маркети информираа дека цената е намалена на повеќе од 1400 артикли. Во просек цените се намалени од 11 до 50%. И во Германија храната поевтини за нешто повеќе од 30%. Иако и во двете држави платите се драстично повисоки и неспоредливи со македонските, сепак тамошните влади најдоа начин како да им излезат во пресрет на граѓаните. Дека Германија прави се за да ги заузда цените кои вртоглаво пораснаа за време на енергетската криза, потврди германскиот сојузен министер за земјоделство и храна, кој е во официјална посета на Македонија. На властите им порача да се водат по европските практики со цел за економска стабилност и социјален мир. Das Problem zu entspannen ist die Annäherung. Би било многу поинаку доколку самата земја има пристап и е дел од заедничкиот европски, од заедничките пазари на ЕУ, и би било многу поинаку доколку земјата стане полноправна земја членка на ЕУ, тогаш и со самото земјоделство би било многу подобро, би имала пристап до тие пазари, би имала повеќе можности, но се разбира дека има актери кои што навистина не го сакаат тоа и кои сметаат дека тоа не е во нивни интерес. И додека во Македонија цените на храната се намалени за некој денар кој во домашниот буџет не се почувствува, земјите од регионот кројат и спроведуваат стратегија за намалување на ценовниот шок, посебно сега пред грејната сезона. Во Македонија на едно семејство му се потребни повеќе од 20.000 денари во месецот само за да ги покрие трошоците за храна и пијалаци. Од јуни до сега цените на производите значително се зголемија, особено поскапи овошјето и зеленчукот.